Благодарам, почитуван председател на владата, почитувани министри, колеги претеници, почитувани новинари. До Министерството за здравство поставив прашање кое што се однесуваше да се обезбеди логопед кој што ќе доаѓа еднаш или два пати неделно во здравствен дом Крива Паланка и кој што логопед ќе може да изведува логопедски сеанси, односно третмани со кој што ќе овозможи на време на корекција, односно надминување на неправилностите на говорот кај децата. До сега во Крива Паланка немаме вработено ниту еден логопед и имаше јавен конкурс за вработување на логопед, но за жал ниту еден заинтересиран кандидат не се пријави на овој конкурс и под агенција за вработување немаме дипломиран невработен логопед. Голем број на семејства кои што имаат чии што дечиња имаат проблеми со говорот, значи беа принудувани своите дечиња да ги носат во Скопје за да остварат еден третман со логопед и истите тие правеа големи трошоци за пат, губеа ден од работа, губеа време за да дојдат тука 45 минути за да ги донесат своите деца на логопедски третман. Сега со возможувањето на логопед во здравствен дом, значи ние им помогнавме на овие семејства да не губат време и истите овие третмани да си ги обезбедат, да си ги реализираат во здравствениот дом. Морам да кажам дека сум задоволна од одговорот на Министерството за здравство и јавно да му се заблагодарам на Министерот за здравство затоа што по поставувањето на моето прашање веднаш беше обезбеден логопед кој што доаѓа еднаш во неделата, односно секој петок во здравствен дом Крива Паланка веќе се вршат логопедските третмани. Ова е на големо задоволство и на мене како пратеник, но и на граѓаните на Крива Паланка, затоа што истите тие сега секој петок си ги носат своите деца во здравствен дом, не плаќаат за приватни часови за логопед, туку со здравствено осигурување ги вршат овие третмани. Колку е значаен логопедот во предучилишната возраст знаеме, затоа што во овој период многу полесно може да се надминат недостатоците и да се направи корекција во говорот кај дечињата. Затоа уште еднаш сакам да се заблагодарам на Министерството на Министерот за здравство, како и на Министерството за здравство, затоа што ни обезбеди секој петок во неделата да доаѓа логопед и секако во иднина доколку има потреба, верувам дека логопедот ќе доаѓа не само еднаш по неделата, туку и два пати. Благодарам, ова го искажувам не само во моје име, туку и во името на граѓаните на Крива Паланка, затоа што со ова возможивме да заштедат средства, време и да не се малтретираат да доаѓаат до Скопје. Благодарам.